Македонија се уште нема политичка култура на понесување одговорност по изборен пораз. Политичките аналитичари сметаат дека лидерите мора да ги следат пораките од гласачите, а не секој резултат да го представуваат како победа. Во сите нормални држави каде политичките партии губат на избори, се предпоставува дека некој од нив треба да земе одговорност, а тоа одговорноста треба да го земе лидерот на политичката партија, односно потесниот круг на луѓето кои ја водат партијата, бидејќи тие се одговорни за водење на политиката во таа политичка партија, односно на платформата програмата што му ја нудат на граѓаните кои не ја прифатиле како таква, односно не му верувале дека може да ја спроведат, така што овој политички партии, односно во СДСМ, ќе се извади на тоа дека ВМРО ДПМН има помалце гласови и дека и тие имаат помалце гласови и дека кај нив е поголемиот пат, односно кај нив имаат помал пат. Па замисли да имаше 140.000 гласа помалце и СДСМ ќе требаше буквално да банкротира како политичка партија, така што во дуи да не зборуваме таму, бидејќи во таа политичка партија, јас тоа што го потврдив пред изборите и тоа го потврди вчера Ахмети, дека тој ниту мисли да даде оставка тоа политичка партија, од самата причина бидејќи тој сака да биде првиот и последниот лидер што ја водел таа политичка партија. Темата за политичка одговорност кај Дуи Али Ахмети, мислам дека неговата фигура е вткаена во сорзнато ткиво на Дуи, би рекол, и негово повлекување би било сериозен удар за таа партија и од тука не гледам никаква можност, освен тој самиот ако не реши да отстапи од лидерската функција без оглед на резултатот, кој што и за волја на вистината не е така лош кај Дуи, иако освоја малку општини на ниво на советници, секако и вкупен број на гласови има подобар резултат од оние со кои што се мерат албанската коалиција Влен. Ако гледаме по бројот на освоени места градоначалнички, во таа ситуација не е нешто полоша ситуацијата на СДСМ од минатиот изборен циклус, подеднакво е лоша, би рекол. Се дочекаме на првата оставка и мислам дека резултатот во Скопје и како треба да биде причина за некој да се поднесе одговорност за тоа што се случи. Сепак и Трошановски и Фаризи сметаат дека граѓаните на овие избори испратија порака на незадоволство и потреба од реформирање до сите политички партии, со историски најниската излезност, но и големиот број на неважечки ливчиња. Од 2024 година требаше на многу политички партии во државата да им биде аларм дека треба да се реформират, а тоа дополнително го потврди и 2025, односно локалните избори, односно првиот круг, не дека сите партии рефлектираат, бидејќи одредени луѓе, да не кажам поголема група на луѓе кои се преструктурирани во тие политички партии, единствената цел, односно е тоа да имат едно работно место, бидејќи не може да се квалификуваат, односно не се квалификувани да можат да најдат подобра работна позиција отколку да бидат пратеници или функционери во државата. Луѓето имаат недоверба во партискиот облик на функционирање кој што досега се практикува и токму затоа се прелеваат гласови кај граѓанските иницијативи, како што реков, и од аспект на неважечките ливчиња, тој број континуирано расте. Ако до пред 2-3 циклуса сме имали 11-10.000 неважечки, сега имаме речиси 50.000, околу 50.000 неважечки гласови, што е голем револт. Тоа не можеме да го атрибуираме на неинформираност на граѓаните, бидејќи генерално веќе имаме истренирано извежбано демократијата и ритуалот на гласање, туку единствено како чин на револт на гласачите. Откако членството на Дуи вчера застана за Ахметија, тој изборните резултати со 3 освоени општини ги презентираше како победа. Одвреди денеска велат дека со својот речник Али Ахмети стави катанец на коалицијата Национална алијанса за интеграција. Ахмети денеска повеќе не зборува како политички лидер, туку како некој што се дави во сопствениот јазик на омраза. Кога човек кој водеше 2 децении го нарекува својот народ газиместан и го навредува со 700.000 мајки, тогаш секој албанец разбира дека овој човек повеќе не представува никого, освен себе си и неговиот привилегиран круг. Али Ахмети може да продолжи со навреди, но историјата е веќе напишана. Народот проговори и го испрати кон политичката бездна, велат Одвреди. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.